Добро вечер, Македонија, добро вечер за сите наши гледачи, посебен поздрав за сите скопјани, поздрав и за сите нескопјани кои живеат во Скопје и се разбира уште посебен поздрав до градоначалникот на Скопје, господинот Коце Трајановски. Како сте ми вечерва, господине градоначалниче? До каде сте со експериментот? Да, знам за вашиот експеримент, а за кратко за него ќе дознаат и сите наши гледачи. А вие нема да можете да направите ништо во врска со тоа. Освен евентуално да тргнете да се качувате по планините и да исклучувате предавател по предавател. Ама страшната вистина ќе биде откриена уште пред да стигнете до првиот, па... Вака, почитувани гледачи. Вие што живеете во Скопје многу добро знаете, бидејќи сте го искусиле тоа, а вие што не живеете во Скопје, веројатно веќе сте слушнале од медиумите, дека повеќе од 1 месец градот Скопје прави реконструкција, односно поставува нов асфалт на многу улици во центарот на градот. Арно ама, се чини дека реконструкцијата се прави без никаков план и во исто време, во работни денови, во најголемиот шпиц, се затворени по неколку улици и е блокиран целиот сообраќај. Пцујат возачите, пцујат полицајците, пцујат работниците, никој никаде не може да стигне, сите се нервираат. На почетокот Коце Трајановски, засилен од премиерот Груевски и неколку министри од владата, се прошетаа по улиците на вечер во вечерните часови за да покажат дека се работи во трета смена, ама камерите на лошата А1 телевизија регистрира дека работата прекинува на само половина час по заминувањето на чичковците од власт. Сега граѓаните, освен што пцујат и се нервираат, оправдувањето го наоѓаат во тоа дека се ближат избори, па токму сега Коце отворил повеќе фронтови на кои секојдневно се бори против допките на улиците. Ама, почитувани гледачи, тоа е всушност и тактиката на градоначалникот Трајановски. А сега, ексклузивно, ќе ја дознаете и страшната вистина, ќе дознаете што всушност стои позади реконструкцијата. Почитувани гледачи од главниот град, веќе неколку недели градоначалникот Трајановски и градските власти работат на еден експеримент во кој учествувате сите вие. Кодното име на овој експеримент е блокада, а тоа всушност е и крајната цел. Целосна блокада на центарот на Скопје, до степен во кој целиот сообраќај ќе застане и никој нема да може да мрдне. Ни напред, ни назад, ни лево, ни десно, никакво движење. Никаде. Реконструкцијата на улиците е совршениот изговор. Кој би се посомневал дека позади овој благороден чекор би стоела ваква монструозна идеја. И токму за реализацијата на оваа идеја, веќе неколку недели градоначалникот секоја вечер ги собира своите соработници, разгледуваат што се случувало во тековниот ден и размислуваат како следниот ден уште поуспешно да го продолжат експериментот. Ама никако да стигнат до посакуваната цел. Целосно блокирано централно градско подрачје. Например, ја блокираат ова и ова улица, ама ја заборавиле да ја блокираат оваа долу и возачите некако се протнуваат, заминуваат по неколку минути. Следниот ден ги блокираат и тие 3 улици и плюс таа долу, ама заборавиле дека има едно малечко уличе така од десната страна и возачите низ него поминуваат. За малку. Па следниот чекор е лошата работа и оставањето нерамнини по новиот асфалт за возењето да изгледа како во кајче на Охридското езеро и нормално се остава отворена само таа улица со нерамнините, а возачите пак се снаоѓаат и покрај нерамнините успеваат да ја поминат. Повторно за малку. Па се затвора и таа нерамната улица, ама се заборава на тротоарите, па возачите повторно успеваат да избегаат од блокадата. Ајде, можете вие. До избори ќе успеете и ќе го завршите експериментот. Па ќе го блокирате цело Скопје. Само продолжите со истото темпо, со работа во работни денови, во моментите кога луѓето одат и се враќаат од работа и ќе успеете. Ајде, се гледаме утре. Или можеби не се гледаме. Можеби експериментот ќе успее баш утре и баш во времето кога ќе доаѓам на кај Ајде.